Еве не назад во утринската и ќе се дружиме во нашата редовна соработка и оваа сезона со јавното претпријатие Лајка, нормално со представници од таму, а се разбира и со миленици од таму, може слободно да ги кажеме, затоа што тие се веќе миленици на волонтерите и сите вие кои што работите во Лајка и дефинитивно ќе обидат миленици и веќе се голем дел од нив кај луѓе кои што си ги вдомуваат секојдневно. Честитки за кампањата и навистина честитки за она што го работи Лајка изминатиот период, поврзано со овие кученца, несрекни, заловени и со нова шанса во нивниот живот. Добро ми дојдовте. Како дома сте? Знам, чисто онака проформа, Радмила Пешева, директорка на Лајка и Наталија Малзаркова, добро ми дојдете. И уште една Радмила. Долу во студиото. Како куче. Малко да се пошегуваме на самиот старт. Како сте? Добри ли сте? Добри сме. Постојано, во акција постојано со предизвици, и со заловување на кучиња. Имавме заедно соработка по пријава на еден колега за куче кое што напаѓа, успешно решено, фатено, заловено и така натаму. Колку може да се излезе секогаш во пресрет на граѓаните со сите оние услови кои што македонски ги имаме во сите компании па и кај вас и се разбира каква е ситуацијата на терен сега. Тоа постојано го прашуваме. Што се несува до бездомните кучиња? До бездомните ситуацијата е таква како што е секогаш. Ние во рок од 24 часа до 48, значи 2 дена, најмногу реагираме по пријава на граѓани. И гледаме... Да проверуваме ние, да знаеме. Да. Затоа проверивме, чека да видиме како работи. Знам, па не, кучето што го заловивме, што го пријавивте, таман ќе му направиме една промоција. Така е, тука, така да, пробаме да му најдеме дом, затоа што се работи за младо куче, очигледно напуштено од собственик, малиноа, која што е активна, убава раса, популарна доста, ама тешка за чување, бара вистински, како се вика, љубители на расата за да се посветат и затоа толку често ги напуштаат. Значи, нашите предизвици остануваат исти, работиме ревносно, заловуваме кучиња, се трудиме вдомувањето да го популаризираме што повеќе, да. И затоа сме и тука во овие емисии, за среќа медиумите, особено Телма ни дава простор секој пат во промоција на овие хуманитарни идеи. И работиме во континуитет. А што, вака кога веќе го спомнавме кученцево, сега од кога ќе се залови, затоа што покажување на колегата, некој ги напаѓа, некој не, се навлегува во состојбата психичка на кучето, се работи некако со него за да се види каде е проблемот, зошто и кого напаѓа, за да може... Нашите луѓе пред се кога ќе влезе во стационар, гледа, тоа, откако ќе почнат да имаат интеракција со кучето, се гледа дали реагира на мажи, на жени. Ние понекогаш имаме и деца, проаѓаат на деца, на други кучиња, значи се прави еден профил, во смисол на кучето, како, на што реагира, што му се допаѓа, што не. Во работата со него се учи да оди на поводник, се учат оние основни работи, особено со оние кучиња кои што не можеме да ги вратиме на локација како со случајот со вашата пријава, затоа што извршила напади. Да. Нападите најчесто се од нешто предизвикани. Значи некаква слика, некаква иконографија ги предизвикува кучето негативно спрема некого да реагира, спрема некого не. Да кажеме, одреден број деца сака, некој не сака, како господинот што ни раскажа, што го пријави кучето од кај вас. Значи се прави генерално еден опис, знаеме карактеристики, затоа што тие ни се неопходни да ги пренесеме на идниот вдомувач, кога го представуваме кучето, кога го нудиме за вдомување. Така што секако се прави. Тоа е нормално. Тестот за агресивност, за социализација, него ни спомнувам, тој ни обврска, тој го правиме. Така е, убав повод имате за славење, 3 години Лајка, повторно ќе биде тоа со многу миленици, на отворено, во градскиот парк и повторно ќе продолжи она изложба на нерасни кучиња, која што навистина предизвикува интерес голем и е специфична сама по себе. Да им се даде до значење на другите кученца, дека се исти, нели? Да, па со целта на целиот настан е да покажеме дека и вдомените кучиња, дали се мешани, неважно. Мислам дека луѓето кога вдомуваат, да покажеме заедно со тие граѓани, на другите граѓани, дека овие кучиња се исто толку добри како и тие што ги купуваат. Значи, мислам дека више
повеќето луѓе и се одлучуваат да вдомат, ама се надам дека што повеќе ќе се одлучуваат на тој чекор и мислам на овој настан дека ќе може баш да докажеме. Имаме 10 категории во кои што граѓаните може да си ги пријават своите миленици, а 11-та категорија се нашите кутриња од Лајка кои ќе излезат, кои бараат дом и исто ќе излезат и ќе учествуваат во изложбата. Ќе имаме музика, ќе имаме многу награди, имаме многу спонзори, наши верни пријатели, секогаш се тука за нас, така да ќе биде доста забавно, ќе биде на 14 октомври на школка во градски парк ќе се одржи, така Целодневно ќе биде, како е планирано од временски? 11 до 15 часот. Зависно од тоа колку време како ќе биде. Може на лице место да се пријават миленик, да речеме шета, мора претходно? Мора претходно, да. Имаме објавено на нашата страна, има линк со форма, Google форма и може да се пријават на неа. Да, да се пополни треба само. Имате навистина убава кампања за која што ние зборуваме и без да постоеше таа кампања, нели, да ги поттикнеме луѓето да вдомуваат. Какви се резултатите по кампањата? Видете во просек оваа година, оваа година од јануари вдомувањето е во пораст. За наспроти минатата година, значи во мал пораст, ама сепак во пораст. Имаме вдомувања. Овој месец со точна бројка не излеговме, ама 34 септември. 34. Што не е малку, браво. Видете, од 85 заловени кучиња, колку што беше, мислам, крајниот број. 34 се вдомени. 34 не се вратени на улица. Сега тоа се во просек бројки, нели, некои од позаостанати кучиња се вдомени. Меѓутоа, добро е, луѓето знаат дека не само што добиваат... Проработува свеста, нели? Проработува свеста, не само што добиваат, и преку вдомувањето практично едукација се прави една основна, кај нас добиваат кастриран, стерилизиран миленик, што е една основна грижа за кога имате куче, да не го оставате да се размножува. Непотребно во услови кои што ги имаме ние се создава, имаме преку бројна продукција, претерана продукција на кучиња за кои што за сите не може да се најде дом. И токму заради тоа имаме кучиња на улица. Значи тоа е проста математика која што кога луѓето ќе ја сватат, сваќаат дека и решаваат комунален проблем кога ќе се одлучат да вдомат куче, им треба миленик, вдомуваат една душа, нели, која што копне да има дом, прават добро дело, даваат пример на другите и добиваат комплетно средено куче кај нас. Со сите можни обврски што ќе имаат законски како собственик, ги добиваат бесплатно. Значи, ние сакаме пред се настанот да се промовира тоа, уште повеќе наспроти кампањата која што почнавме, нели, со помош на New Moment, и затоа што покрај тоа што сме ние, нели, јавно предпријатие за сервис на граѓаните, за контрола на бездомната популација, ова е многу голем сегмент од нашата работа. Значи, нема друг начин како да се тргнат кучиња од улица, освен ако не им се даде дом. Значи, невозможно е трајно стационирање на сите. Значи, работата едукацијски да делуваме, да не се создаваат нови легла и да се вдомуваат. За дополнителна едукација во училиштата, за новиве генерации малку да, нели, осознаат и малку да се информираат уште од најрана возраст да им го... На оваа тема сме разговарале, ви Наталија може да каже, ние имавме обиди. Имате посети во стационарот, нели, од дечиња од градинка и од училиште, постојано сте отворени, да апелираме, убаво е времето, може да прошетаат сите оние кои што сакаат, нели, да ве посетат, но мора да, нели, да се влијае и на тој начин. Директно во образовниот систем, директно во училиштата или во градинките. Планираме и тоа да го направиме со тоа што, знаеш, Ненади, тоа е, ние сме на вистина многу работиме и тоа е еден сегмент кој што исто ќе зема време, зема енергија на кој што некој треба да му се посвети. Меѓутоа во плане, а инаку отворено е за најмладите секогаш стационарот и ги правиме тие посети затоа што сметаме дека едукацијски најлесно се делува кога се децата во најрана возраст. Наталија ќе каже за тие средби колку позитивно помина. Да, може да се видат и на социјалните мрежи, објавувате постојано. Да, последно имавме, мислам, јас прв пат барем работа со толку мала група од градинка, беа децата толку среќни и баш ќе видите по децата дека најраната возраст они не се плашат од кучињата, го немаат тој страв. Ниедно дете не се плашеше да приде на куќа, нормално, ние мирни кучиња само пуштаме.
Така да тоа беше толку убаво да се гледа и да присуствуваш, учевме како да придат на куќа, како да не одат од позади, како да придат од напред и тоа сето тоа го пробуваат. Цело време беше интересно. Куќињата беа пресрекни, децата беа пресрекни, се изнаиграа во док паркот, трчаа, многу беше весело и многу е убаво. Мислам дека Нема и многу едукативно заради тоа што нели како да пристапи на куќе, како може да го уплаши или нели во случај да го нападне, како да не го нападне. Тоа се практични совети што сите треба да ги знаат. Обично децата најчесто така настрадуваат затоа што се незграпни, се втрчуваат спрема животното, Ова во одбрана и може да и од позади ги изреагира. фаќаат за опашки, тоа го учиме дека не треба и затоа мислам дека се многу добри тие. Јасно. А инаку предходните акции имавме со секоја општина барем по 2 училишта и тоа се веќе деца кои што разбираат повеќе, каде што и овие концепти може да им се кажат како да зашто да се вдоми, зошто да се кастрира, стерилизира куќето. Така да некои по-длабоки да кажеме теми со нив навлегувавме веќе и во овој концепт за кој што збориме сега. На крај зима доаѓа, веројатно потребни се работи неопходни за зимата, донациски, нели? Како го решивте ли со општините, со работката, нели, што ви е потребно, што се однесува до јавното претпријатие Лајка, што највеќе е потребно за оние кои што сакаат да излезат во пресет, ајде малку да апелираме до граѓаните. Еве, ова е убава можност. Најпотребно во моментов не се пластични палети а пластични лежалки, значи креветчиња за спиење, затоа што меките, нели, од материјал ги кинат веднаш зашто се куќиња, што е нормално да го прават тоа, не се уште домашни. Така да тоа ни е најпотребно во моментов, пешкери, кебиња, се тоа не треба. Танирчиња за храна секогаш не се потребни, значи кој што би можел да се одвои од себе и да даде, дали едно кафе да прескокне во неделата и да донира едно танирче, може да го направи тоа доколку сака, бидејќи знаете многу често викаат јавно предпријатие сме, точно да, но работиме со животни и сето тоа што го имаме, тоа многу брзо се уништува. И со ограничени средства, нормално. Нормално, да. И затоа сакам да го разјаснам тој да разберат граѓаните зашто бараме, затоа што и нонстоп имаме потреба. Ќе земат куќињата да си играат со тањирче, тоа тањирче го снемува. Затоа што они се деца играат. Кои што ги фрлаат, Наталија, простирки, прекривки, зошто да не се искористи уште еднаш и уште еднаш, додека сосема да се фрли на смет. Не мора да знам. А тоа за нас е потрошен материјал, значи не може до бесконечност да се пере, еднаш како ќе биде кај некое куќе и значи тие работи навистина ни вршат работа. Да. Општинеме ќе ги скокнеме, очигледно. Кај има разбирање, има, кај нема, така ли? Добро. Општините некако тешко се не ја прифаќаат нивната обврска спрема нас, не сваќаат колку значаен дел колку придонесуваме. Значи, оваа наша активност да не е Скопје, навистина би се соочувал со хаос, затоа што неодговорното сопствеништво и приливот на нови куќиња буквално никој не го контролира. И тоа е сериозен проблем на страна што ние се смееме, ние ги плаќаме од штетите за општините, од нашиот буџет за програма, заедно со градот Скопје, кој што навистина многу помага во таа насока. И мислам комплетно се иземени од било какво учествена одговорност и во решавање на проблемот. Што не е во ред. Дури ете ни со својата обврска финансиска не ја подмируваат. Повеќето, нели, центари Газибаба не можеме да се пожалиме. Тие се наши редовни партнери и имаме убава соработка. Добро. Почнавме со Радмила и ќе завршам со Радмила. Конечно се смири. Ова Радмила. Конечно се смири. Таа веќе се спружи за галење, значи веќе си е домашна и таа се навикна на нас, така што слободно ако има потреба ќе ја донесете, ако не си најде дом. Радмилче за вдомување, да. Затоа реков, ако има потреба ќе ја донесете, ако не си најде дом некаде. Радмилче од општина Аеродром, од Стела заловена со 3 нејзини другарки или сестри и тие веќе имаат среќа се вдомија. Уште раце остана. Уште она, сестрички ти се вдомија, она ни остана и се бараме дом. Епа, овие очи заслужуваат некому радост да носат дома, така ли? Пресладка е. Така е. Ви благодарам многу. 14 рековме, покано до сите, што сакаат кученца, животни, нели, 14 трет роден ден во градскиот парк.
придружете се во 11, заедно да прославиме и да уживаме со многу миленици на едно место. Фала ви. И се гледаме благодарам. пак. Се гледам.